Добро вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на 24 анализа. Одлуката на Уставниот суд да поведе постапка за укинување на измените на Законот за помилување, кој што му забрануваа на председателот на државата да помилува лица осудени за изборни инциденти, за педофилија, тероризам и за злосторства против човештвото, предизвика остри реакции во јавноста. Реагираа граѓаните, реагираа експертите, политичките партии. Што ќе донесе аминувањето на одлуката и дали тоа ќе значи комодитет и охрабрување на прекршителите на законот кои ќе добијат шанса за помилување? Ова се само дел од прашањата за кои што ќе разговараме во вечерашното издание со моите и ваши вечерашни гости. Добро вечер му велам на доктор Тренда Филивановски, поранешен председател на Уставниот суд. Добро вечер. И добро вечер му велам на универзитетскиот професор Тимел Користевски. Добро вечер. Добре дојдовте. На самиот почеток само ќе споменам дека во емисијава го поканивме и господинот Љупчо Наумовски, кој што е бранител на дел од осомничените во случајот Титаник, а инаку и адвокат кој што ја дели својата канцеларија со подносителот на иницијативата до Уставниот суд, адвокатот Ристо Китевски од Охрид, но тој се извини и рече дека не е во можност да гостува во нашата емисија поради патување во странство. Сепак ја отвараме темата, како што споменав на самиот почеток во најавата. Господа, прашање за двајцата. Како ја оценувате одлуката на Уставниот суд и дали според динамиката со која што иницијативата беше процесуирана, може да се очекува исто толку брзо заокружување на оценката на Уставниот суд? Повелете. Па е еден овиве како најактуелно се наметнува прашањето за една одлука која што со право го ја вознемири јавноста во Македонија, а тоа е едно решение за поведување на постапка за оценка на уставноста, како што рековте, на Законот за измени и дополнување на Законот за помилување. Уставниот суд со своето мнозинство донесе една штетна, една скандалозна определба да поведе постапка за овој закон, што ја нормално вознемири јавноста. Тоа е уште повеќе што е во еден сензибилен период, каде што сите знаеме во каква криза се наоѓа општеството, сите знаеме за започнатите чекори од страна на специјалното јавно обвинителство и нормално тука ги поврзуваме сите тие односи и затоа и таа одлука така се наметна, или тоа решение така се наметна со својот актуалитет. Уште повеќе што ова за 2-3 недели се очекува да има и свој епилог, со оглед на тоа што после поведувањето на постапката следува и конечно одлучување. Тоа одлучување кое би се свело или да се укинат одредбите или поништат, а и како можност може да стои и да се запре постапката. Ние во основа ќе бидеме сведоци, јас верувам дека ќе се оди на своје укинување, и затоа е вознемиреноста кај граѓанството. Повикот да се руши Уставот со оглед на карактерот што ја имаше и што ја има за цел самите одредби, а тоа е заштита, да се штитат криминалци во изборното законодавство, да се штитат криминалци во педофилија, во сферата на дрогата, во сферата на човековите права и меѓународното право, сето тоа нормално што ги вознемири граѓаните, оти токму тие рушители, токму тие прекршители на овие права со ова одлука или со ова одлука што ќе биде, се настојува тоа да бидат тие помилувани, да бидат тие на некој начин не земени на никаква одговорност. Од каде тоа произлегува? Тоа произлегува со оглед на тоа што председателот на Републиката со Уставот има своји ингеренции. Една од тие ингеренции е да врши помилување во согласност со закон. Од овде председателот на Републиката нормално е ограничен со законот, во која сфера, меѓутоа ова веќе сега се добива и спекулативни веќе акценти, каде што се оди дека еве дури можда и малку и злоупотреба во сето ова гледањето и ова нагло од сите страни интерес, а од друга страна од сите страни малку и лутање. Па се мисли дека сега председателот ќе биде ставен во една таква позиција, сите овие луѓе за кои што веќе има предистражни постапки, за кои што се врвни носители на функции во државата,
некои во оставка, дека сите овие со оглед на криминалот што го вршеа ќе бидат помилувани. Ниту тоа може така да биде, ниту председателот ќе може да има толкави ингеренции така да го направи, оти во крајна линија и самиот председател, доколку и го добие тоа право, со идната одлука на предпоставка на Уставниот суд ќе биде донесена, доколку си земе таква слобода, такви права, сигурно ќе се судри со другите уставни темелни принципи. На некој начин ќе се најде на страната на бранителите на криминалот, а со тоа, со други зборови, ќе се појави исто така како сега што велиме дека ова уставно мнозинство го стимулира криминалот, исто така би се нашол и председателот во една таква состојба. Али мислам дека во текот на разговорот ќе може да ги прашање пошироко да ги. Так, професоре Павелета, кое е вашето размислување околу одлуката на Уставниот суд? Ќе почнам од уставната надлежност на Уставниот суд. Уставниот суд според Уставот ги штити уставноста и законитоста во Република Македонија. Тој е тврдина на уставноста и законитоста. И како тврдина на уставноста и законитоста треба пред се и над се да се грижи за цврстување на правото, што е една од целите на уставниот поредок на Република Македонија, предвидена, пропишана со преамбулата на Уставот на Република Македонија. Со оваа одлука за прифаќање на иницијативата за да се може да се даде помилување и за лица кои што се гонат за кривични дела против изборите и гласањето, Уставниот суд направил нешто што е скандалозно, што е противно на неговата уставна поставеност. Со вака поставениот закон, вака поставената одредба да не може да се дава помилување за кривични дела против изборите и гласањето, се зацврстува суверенитетот на граѓаните. Уставниот суд со неговата одлука атакува врз суверенитетот на граѓаните, врз цврстината на суверенитетот на граѓаните. И искрено да ви кажам, јас кога слушнав за одлуката на Уставниот суд за прифаќање на иницијативата за да може да се даде помилување из овие кривични дела, јас многу се разочарав. Едноставно реков дека се е пропаднато во оваа држава кога еден уставен суд си дозволува да направи такво нешто. Така. Одлуката која што беше изгласана со тесно водство, 5-4, против дојде до остра реторика и аргументација на дел од уставните судии кои што на самиот почеток побараа поголема аргументација и компаративни анализи со кои што би се подкрепила нели самата иницијатива, а судијата известител Ивановски ја образложи иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на самиот закон, на законот за помилување, и рече дека со овој акт се прави мешање на надлежностите на извршната и на законодавната власт, односно дека собранието му се меша во ингеренциите на председателот. Дали тоа се случува? Мислам дека тука не станува збор за мешање на ингеренциите, а за шпекулациите или за тоа кој како се однесувал од судиите, тоа е веќе друга сфера. Во основа тука Уставниот суд ја направи основната грешка што самата постапка како ја водеше, брзината во постапувањето, ги создаде сите овие дилеми, дали нешто не се крие позади самата иницијатива. Сепак од искуство дека во Уставниот суд предмети, кога се отвара, тие предмети за 4-5 месеци следува едно проучување на предметот, додека се оформи предметот, додека се даде на стручен соработник, на судија, известител, додека се проучи, додека се побарат мислења од носителот на актот, сепак еден период да се подготви рефератот, тоа изискува еден период од барам минимум месец дена, за после да може да продолжи во својата постапка. Овде, како што јавноста беше запозната, тоа се случи за рекордно време. Рекордно време во случај кога во истиот овој Уставен суд има предмети од пред неколку години што чекат свој епилог. И нормално тоа ја знатижелоста кај граѓаните се уште повеќе наметна. Што се однесува за
мнозинството при самото одлучување. Тоа е механизам кој што е вграден во деловникот. Меѓутоа, зачудува што во последно време веќе во одлучувањето на овој уставен суд со оглед на персоналниот состав се наметнува дека актите се донесуваат најчесто, еве во конкретниот случај 5:4, мнозинството го има неспорно. Меѓутоа, сепак во работата на уставното судство треба да преовладуваат аргументите, доказите, треба да преовладуваат сознанијата, самите научни сознанија за едно прашање дали е уставно или е противуставно, бидејќи уставот се цени законитоста на другите акти и уставноста на законот. Овде симптоматично е тоа што 5:4 сигурно укажува дека самото одлучување не било толку затемелено врз основа на правото, туку повеќе како да е политичко одлучување, како да е одлучување кој што некој од надбор го суфлира. Со оглед на позицијата внатре како е и составот на судот и неколку последни акти веќе што ги донесува тој суд, очигледно дека не станува збор за борба за заштита на уставноста, туку како да станува борба за задоволување на нечии партиски интереси. И лично се наметнува тој впечаток и ова што го слуша во јавноста, дека овде во добар дел е да се задоволат аспирациите на владеачката партија со оглед на начинот на гласањето, со оглед и на тоа што веќе од следењето на седницата, иако тоа одлуката како е донесена е тајно, но еве веќе се до тоа што пројде во јавноста се наметна и се дојде до сознание дека таа одлука е донесена само од представниците кои што на некој начин се повеќе наклонети кон партијата на власт. Но интересно е што забележително е тоа што во мислењето на доносителот на актот, собранието и владата, они се прокламираат и во мислењето нивно дека исто така за нив не се спорни спорните одредби. Тоа е разбирливо, бидејќи они се доносители на актот. Дали тоа честно го мислат, дали тоа вистината е друга работа, меѓутоа формално се произнесува дека и за нив тие одредби се уставни. И сега се постава прашањето. Ако за доносителот на законот, ако за предлагачот, односно за екзекутивата, за владата, нема спорно, ако за добар дел од самите судии нема спорно и во дискусиите што биле присутни, тога се постава прашањето од каде и каде се најде сега спорноста на тие одредби. По моје длабоко убедување, определбата дека преседателот на државата може да врши помилување, но во рамки на законот, ама баш со никаква одредба од уставот не е во спротивност. Според тоа, сосема во право се и реакциите, и начинот како сето тоа се изведе, а епилогот како ќе биде, ќе го видиме дополнително. Токму тоа и сакав да ве прашам, професор, истото би го споменале. Парламентот и владата кои според процедурата треба да дадат своје мислење, значи се изјаснија со негативен став. Односно сметаат дека претседателот не треба да има ингеренции во однос на помилувањето на овие дела. А од друга страна зборуваме за мешање на извршната и законодавната власт. Парламентот е орган на законодавната власт. Парламентот донесува закони. Председателот е орган на извршната власт. Орган кој што ги извршува законите кои што ги донесува парламентот. И тука не гледам никакво мешање на ингеренции. Председателот донесен закон за помилување и председателот треба да се придржува на тој закон, на одредбите на тој закон. И токму таа позиција на председателот сега овде се сака да се злоупотреби. Да председателот се употреби како средство со кое што ќе се задоволат интересите на владеачката гарнитура да се помилуваат лицата кои што во секој случај не се за помилување. Инаку, ваквата одредба на законот, на актуелниот закон, нели, со која што се забранува, не му се дава можност на председателот да дава помилување за кривични дела против изборите и гласањето, пак ќе речам, е во функција на затврстувањето на суверенитетот на граѓаните. Оваа одредба
оневозможува да се вршат изборни манипулации, да се вршат злоупотреби, да се вршат притисоци во изборниот процес, она што веќе го слушнавме, зашто сме запознати, зашто почна постапката, нели наречена пред специјалното обвинителство, наречена Титаник. Така. Денеска опозицијата обвини дека дел од судиите кои гласаа за отворање на постапката по иницијативата, кај дел од судиите постои директен сомнеж за судирни интереси, а сепак нели како што кажав и на почетокот тесно беше водството 5:4. Тој судирна интереси зависи како ќе се гледа. Ако се има во предвид дека множинството кое што одлучуваше да се поведе постапката, веќе и за тоа реков, се на определен начин во составот на Уставниот суд од 2012-13 година, што значи во периодот кога владеачката партија ДПМН ги предложила и ги избрала, и нормално дека тоа е јатката која што мисли бара за себе дека ќе се одолжи на тие што ги поставиле, и тоа е јатката која што мисли дека работи во интерес на партијата, без да се води рачун за интересот на уставот што го бара. Од тука дали е тоа судирни интереси може да станува во политичката сфера, може на други, меѓутоа судирни интереси да има во оценка на уставност на една законска одредба која е кристално јасна, а сепак да се доваѓа нејзиниот епилог на крајта да биде дека еве председателот на државата да може да го штити криминалот, мислам дека тука не станува збор за никаков судирни интереси. Тука станува за, пак ќе кажам, политиканство, тука всушност се гледа целата ова бедотија на целиот систем наш. Но може ли да се бара изземање сега во ваков случај? Сепак се ова многу суптилни прашања кои што се... Целото судство е паднато на ниски гранки. Уставниот суд, веќе се спомна, место заштитник на уставноста, ја руши уставноста. Сето тоа се изроди со целата ова криза која што ја имаме. И место да оди напред, место да се бори за уставност, се оди на подривање на темелите на државата. А тие, штом самото судство е на такво ниво какво што е, меѓу кои и уставното судство е исто на таква ова, каде што нема независност, каде што нема своја самостојност, дури и таа самостојност што ја има повеќе клиенталистичка самостојност кон врвовите на власта, мислам дека сето тоа е нарушување на принципите на владење на правото, нарушување на принципот на правната држава, сето тоа е рушење на темелот на државата. Така, професоре? Што се однесува до прашањето на судирот на интереси, јас ќе почнам од извештајот на експертската група на Европската комисија, така речен извештај на Прибе. Во него се наведува дека судиите во нашите судови, во нашето судство, нели, во значителен дел ја фаворизираат власт со цел да си обезбедат можности за напредување. За жал, не е тука споменат во тој извештај, не е споменат Уставниот суд. Меѓутоа, очигледно е од ова што се случува сега во Уставниот суд во врска со оваа иницијатива, дека и уставните судии, не сите, дел од уставните судии, поголем дел за жал, ја фаворизираат власта, донесуваат одлука која што е во корист на власта. Веројатно од тоа да добијат, народски да кажам, некаков чар. Што се однесува до судирни интереси, можам да кажам дека постои судирни интереси меѓу интересите на владеачката гарнитура, чии интереси ги штитат овие суди, односно Уставниот суд, нели, со тоа мнозинство на судии кои што се изјасниле за оваа одлука, и интересите на граѓаните.
Interes на граѓаните во Република Македонија е да се воспостави едно стабилно, демократско општество во кое што ќе се слуша зборот на граѓанинот. Во сегашнава ситуација зборот на граѓанинот не се слуша. Имаме една владеачка гарнитура која што се одвоила од граѓаните и воопшто не мисли за интересите на граѓаните, туку едноставно мисли како да ги задоволи своите криминални цели. Тука е судирот на интересите, судирот на меѓу власта, меѓу владеачката гарнитура и граѓаните. Сега се добива впечаток и мешање можеби на поимите аболиција, амнестија, помилување, па сега тоа им дојде како конфузија од информации на граѓаните кои што не знаат практично што овие измени нели значат. Генерално, како што споменав и во најавата, реагираа граѓаните од она што успеавме да го видиме минатите 2 дена, нели излегоа пред Уставниот суд, го изнесоа своето разочарување и својот негативен став. Дали се продлабочува недовербата кон судскиот систем на овој начин, особено со носење на вакви одлуки? Односно, втората фаза ќе ја чекаме конкретно да се донесе, сега можеби првата фаза кај што се одлучија на постапка отварање. Да почнам јас или вие ќе почнете? Мислам дека се продлабочува недовербата кај граѓаните во судскиот систем. Постоеше огромна недоверба, а сега со ова веќе мислам дека судскиот систем, добро, Уставниот суд не припаѓа на судскиот систем во потесна смисла на зборот, недовербата веќе го достигна дното. Неправдата во македонско општество достигна кулминација. Јас имам прилика да разговарам многу често, мене ме интересира тоа, ме интересираат мислењата на граѓаните, мислењата на моите студенти. Во најголем број случаи, во 95% случаи, луѓето немаат доверба во нашето судство. Тврдат дека е тоа корумпирано, тврдат дека е тоа подложно, енормно подложно на влијанието на власта, на моćниците од власта. И такво судство не може да се бори за воспоставување на уставноста и законитоста и за засврстување на правото, што е, реков, една од целите на уставниот поредок на Република Македонија, пропишано со преамбулата на Уставот на Република Македонија. Така, и темелните вредности секако на кои што се заснуваат. Господин Иванов, на правото. Да го разјасниме ето она што реков. Добро, тука две кое што ќе се отвори сега посебно со Па видете, народот не мора да ги знае сите термини. Така, нито да биде оптеретен со сите ова. Меѓутоа, тука се работи за 3 термини. Едно е за амнестијата, друго е за помилувањето и трето што во јавноста се произнесе, тоа е за аболицијата. Амнестијата е мерка која што во одредени случаи се дава и каде што тука не ја донесува самото собрание, таа се донесува и се изрекува со закон. Тоа се во дадени прилики, ретко што би требало да се користат и ретко што се користат и тоа се во основа после некои револуционерни периоди или после некои војни собитија, каде што се сака да се тргне напред, да се минатото малку подзаборави. Тоа е амнестијата, тука не станува збор за амнестија. Помилувањето е највисокиот представник на народот, тоа е председателот, да може да врши помилување, оти секогаш и во злото има добро, така да и криминалците се луѓе, и сторителите на кривични дела, за во одреден период, како би се и кај нив позитивно влијаело, да бидат помилувани, да бидат на стимулација, каде што да не вршат и они кривични дела, но да биде воспитно и за другото граѓанство, за другите, гледајќи дека да на некој начин тоа биде стимулација. Аболицијата е само една етапа или еден елемент од помилувањето. Аболицијата е да не се врши кривично гонење, да се ослободи од кривично гонење. Тоа значи уште пред да почне постапката судска, пред да почне обвинењето, судење, пред да се изрече казната, да може да биде ослободено соодветно лице од тоа.
од и другите елементи на помилувањето се и да се намали казната на извршителот што ја издржува, да се замени казната со поблага казна. Сето тоа е дадено во една постапка законски утврдена, каде што преку председателот, но председателот сигурно пред тоа преку Комисија за помилување, преку Министерството за правда, преку судовите кај што се издржуваат казните, еден цел механизам кој има за цел да се проучи субјектот, и сепак помилувањето е за одредено лице, кој има за цел да го проучи сето ова лицето и што како сторител е неговото владение, за да може на крајта авторитетно председателот на државата да даде едно помилување. Меѓутоа, очигледно овде, дека со самата иницијатива како историја не се мислеше на сето ова да така се спроведува или така да се прави, него во основа тоа се сврли дека со оглед на овие предистражните действија што почнаа за изборниот криминал, неколку луѓе веќе што оставка поднесоа или против кои веќе беше и покренато барање за притвор, како тоа перфектно на брзина се отфрли, каде што нормално се побуни и совеста и на познавачите и на целото граѓанство. Вие кај што имавте случаеви, например, во претходното делување до сега, каде што имало во 2014 околу 278 или колку барања за притвор, каде што имало и после тоа и пред тоа голем број на барања за притвор, што целото сите побарувања биле прифатени. Тамо негде има кај што со куќен притвор, али тоа исто така е дека се прифаќа притворот. Кај сите нив е прифатено, без било каков пардон, од истите овие луѓе, истите овие суди, и што и кај мене се буни совеста, ја некој ги познам и ова, и просто се чудам како може, докаде може да биде или стравот, или непрофесионалноста, кога за неколку ова случаеви сега, еве тие десетина колку, одма право, што се вели спорски испрва, одма право дека овие луѓе не треба да бидат притворени, не треба да бидат прифатени тие мерки. Тоа укажува дека тука немаме еднаквост. Дека тука има една селективна правда, која што, за жал, во почетокот го дестимулира сиот напор на државата, сиот напор на меѓународната заедница, сиот напор на луѓето, на граѓаните, да тргнеме напред. Нешто напред. Вие гледате со неколку ова, каде ќе ве строзат. И уште нешто да додадам. Сето ова е доста и стимулирано и со отсутството на политичката култура кај нас воопшто, особено ако се има во предвид до кој степен се изострени судирите во општеството, во кој степен се изострени партиските влијанија во судството, партиските влијанија во уставното судство, нема каде нема партиско влијание. И сега кога сето тоа ќе го разгледате, а од друга страна сакаме да одиме напред, сакаме да одиме на европски вредности, да се равнеме со нив, а не какви европски вредности, кога очите си ги вадиме еден со друг, кога на секоја расправа вие што ја гледате, дали е тоа, па и во телевизиите, но во основа во телата каде што треба да бидат помирители, каде што тај судир на интереси треба да се усогласува, како што е собранието, вие кога гледате, нема ни една трунка на одважност да се понуди нешто за диалог, да се понуди нешто за да се договори, за да се совлада проблемот. И кога ги гледате, дали за тоа па во крајна линија допуштате меѓутоа и претседателите на политичките партии и лидерите на партиите. Едниот со самиот почеток е крива партијата спротивна, другиот уште не ја отворил устата, веќе ја дискредитирал другата партија. Нема тука, нема напредок со тоа. Да не зборуваме и овие, како ви викат, шефови на пратеничките групи. Па тие кога место да ги некои прашања во расправата на собранието, место некои прашања да одат да ги усогласат односите, оти тоа е собранието е место за усогласување на интересите.
за согласување на односите, за да се оде напред. Они од секој од очите искри излегува, уште што не повикал за физички пресметки, уште да не зборуваме за покажување на различни символи со прстите и со нозите и со сева што далеко сме од ова, за жал, и се страмиме и пред меѓународна јавност и се страмиме пред нашите граѓани. Нешто што се рефлектира сигурно и врз како влијание нели кај обичниот граѓанин, особено што нели надвор од тие ѕидини на законодавниот дом го имаме одсликување во општественото живење. Предлагам овде да погледнеме краток блок на реклами, а потоа се враќаме веднаш во студиото и го продолжуваме разговорот. Избери VIP комбо и доби телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Штеди секој ден, само во Тинекс, од 22 февруари до 13 март. Кулен со лета, 389 денари. Кравји кашкавал екстра, 302 денара. Сос за салата шпак, 2+1 подарок, 176 денари. Маслиново масло Коста Диоро, 179 денари. Сок фруктал, 40 денари. Сет паста за заби Колгейт, 99 денари. Тинекс, секој ден со вас. Адора Инженеринг ве поканува на сајмот на недвижности Real Expo 2016 од 1 до 5 март на Скопски сајм. Запознајте се одблизу со Адора Флет Аерон Скопје, комплексот аеродром и најновата Адора Diamond Garden во Тафталиче. Изберете стан и освојте можност за награда, целосно бесплатно факултетско или после дипломско школување на Универзитетот American College Скопје. Адора секогаш ви нуди повеќе од дом. Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион, два типа на кашлица. Различен пристап. Природата секогаш ни дава одговори на сите прашања. А ние треба да отвориме очи и меѓу многуте да го препознаеме решението што го бараме. Најдобрата шанса за тоа е утрото, кога првиот допир со природата ја разгорува фантазијата и го гасне прашањето: што да правам денес? Секој ден носи нови можности, а вистинската се гледа само кога ширум ќе ги отвориме очите. Природа што ширум ги отвора очите. Нескаф Класик. За кашлицата да не ја расипе целата слика, доволно е АЦЦ да се земе само еднаш на ден. АЦЦ действува директно на секретот, го раствора и го отстранува од дишните патишта. АЦЦ докажано брзо опоравување од кашлицата. Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перење добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе. Моје 15 години ми е дијагностицирана болест која се назива астигматизам. Дуго година сам играл со мишлју да направим лазерску корекцiju. Био сам у више клиника, меđutim нису ми дали онај осеќај да направим конечну одлуку. Систина офталмологија ми е управо дало оно што е мени било најше потребно. Ви то кажете у Македонија доверба. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Браво премиум и годинава ќе ве изненадува со бројни награди. Во пакувањата од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат неверојатни 365 LED телевизори, добитници: Илиоски Драголјуб, село Брвеница, Ночевски Филип, Битола, Гавриловска Ленче, Тетово, Караташева Мери, Скопје, Киселиновски Никола, Охрид, Николов Стојан, Струмица. Секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! Кога сите коцки ќе се склопат и ќе дојдат на своето место, останува само да го надополните домашниот буџет со промотивниот Виолетов потрошувачки кредит. Аплицирајте до 8 март и искористете ја понудата со најниска каматна стапка од само 6%, без трошоци за одобрување. НЛБ, Тутунска банка.
Хотел Тино, Охрид. Сместен во идиличен пејзаж на населбата Свети Стефан со поглед на прекрасното Охридско езеро. Располага со спа и велнес центар, џакузи, внатрешен и надворешен базен, базен за деца, детско игралиште и сала за состаноци. Ресторан и летна тераса со капацитет од 250 гости. Хотел Тино, Свети Стефан. Кога е сончев ден, кога си радосен, слушаш среќен глас и кога вистинската љубов е околу нас, тогаш славиме, раце пружаме, за вакви моменти живееме заедно. Ваша Виолета. Кога се запознавме, јас имав 7 години. Та малку постара од мене, тоа беше платонска љубов. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Избери VIP комбо и добий телевизија, интернет, фиксна и мобилна линија за само 1199 денари месечно. Повеќе за вас. VIP. Така, го продолжуваме разговорот во студиото околу одлуката на Уставниот суд да поведе постапка за укинување на измените на Законот за помилување. Професор Ристевски, според дел од јавноста, одлуката е мотивирана од постапките за изборни манипулации кои ги покрена специјалното јавно обвинителство, отварајќи го предметот Титаник. Сомнежот го зголеми и фактот дека ова е единствена иницијатива која толку експресно е процесуирана во Уставниот суд. Дополнително, Основниот суд ги одби барањата и жалбите на специјалното јавно обвинителство како неосновани за одредување на притвор на осомничените во акцијата Титаник. Кои се вашите проекции? Како се ова ќе тече? Дали може би ова отвара нов аргумент плюс за специјално оделение или може би специјален суд за барањата и жалбите на специјалното јавно обвинителство? Нема сомнение дека власта не ја почитува позицијата на специјалното јавно обвинителство. Во Законот за специјално јавно обвинителство е кажано дека јавниот обвинител, специјалниот јавен обвинител има целосна автономија во истражувањето и гонењето на кривични дела. Ваквата позиција на специјалниот јавен обвинител произлегува и од договорот во Пршино, во кој се вели до 15 септември 2015 година ќе има нов специјален јавен обвинител со целосна автономија да води истраги што се во врска што произлегуваат од прислушкувањето на комуникациите. Лидерите на политичките партии се договориле да се формира едно специјално јавно обвинителство со една целосна автономија. И сега се случува еден абсурд. Една од владеачки политички партии, исклучувајќи она четвртата, нели опозиционата, го попречуваат по секоја цена, ја попречуваат работата на специјалното јавно обвинителство. Изнајдуваат секакви можни начини да ја обструираат неговата работа. Како ќе се одвиваат понатака работите? Јас очигледно мислам како работите почнаа во поглед на обструкциите на специјалниот јавен обвинител, можеме да очекуваме и понатака обструкции на неговата работа. Најтежок проблем, најголем проблем е судското процесуирање на актите на специјалното јавно обвинителство. Веќе со тоа се соочивме. Специјалното јавно обвинителство бараше притвор за осомничени во врска со изборите. Без сомнение, тука нема дилеми, тука и правник лаик нема да се сомнева дека притворот требаше да се одреди, затоа што се работи за лица кои што се наоѓаат на високи позиции. Имаме лице кој е поранешен министер, член на извршниот комитет на владеачката партија. Зарем може да се сомнева дека тоа лице не ќе врши влијание на сведоци, не ќе врши влијание дури на органи, на судови, не ќе го попречува
спроведувањето на истрага. Тука нема сомнение, тоа лице има голема моќ и токму затоа, мислам и на другото лице, нели, посебно го потенцирам ова. Затоа требаше да се одреди притвор против овие лица, меѓутоа судот го направи тоа што го направи, фаворизирајќи ја власта, нели, заслужајќи на власта. Се поставува прашање што понатака, како да се излези од овој ќорсокак. Лично мислам дека треба да се оди на формирање на специјален суд, како што се формира специјално обвинителство, треба да се формира и специјален суд. Некои се сомневаат во уставноста на една таква идеја кога би се формирал специјален суд, бакајќи го поимот вонреден суд и специјален суд. Поимот вонреден суд е нешто друго. Уставот забранува формирање на вонредни судови. Тоа се преки судови, судови кои што служат, вонредните судови, за нив кажувам, кои што судат по кратка постапка, брза постапка и се формираат во воени услови. Овде специјален суд е нешто друго. Тој ќе биде во рамките на единствениот судски систем на Република Македонија и ќе суди за овие дела овде. На крај краишта ние имаме специјален суд, овој кривичниот суд. На крај краишта управниот суд е една врста специјален суд кој што служи во управните спорови. Зошто да не се формира и специјален суд кој што би процесуирал овие тешки кривични дела на злоупотреба на власта? Так, господин Ивановските, може би за ова прашање дополнително што сомнеш нели на целиот случај фрли тоа што иницијативата доаѓа од адвокат кој што нели ја дели канцеларијата со бранител на дел од осомничените во случајот Титаник. Добро, народот со право ќе нагаѓа во што е, како е, што е, меѓутоа иницијатива пред Уставниот суд може да поднесе секој граѓанин. Така да не се оптеретуваме дали можел да ја поднесе. Секој граѓанин може да поднесе. Битно е тој што ја оценува иницијативата дали ќе ја прифати или нема да ја прифати. Така да повеќе, ако би се љутел на судиите кои што гласале за да се прифати иницијативата, отколку иницијаторот. Според деловникот, секој за се може да покренува иницијатива. Меѓутоа, тука што укажува сето тоа? Повеќе укажува и другиот елемент, дека сето тоа е оркестрирано, сето тоа е помогнато и е злоупотреба на позицијата, сигурно, и на лицето што ја поднело иницијативата и со односите со другите кои што веќе се на некој начин осомничени од страна на специјалното обвинителство. Мене повеќе ме загрижува напорот, атакот, таа организирана хајка против специјалното јавно обвинителство. Тоа е само еден продолжеток после првичниот чекор, од кога го презема специјалното јавно обвинителство, од кога се јави со првите сомнежи да ги изрази, веќе овие кои се криви, тие веќе ја сватија сериозноста на таа институција, основана токму заради тоа, и веќе нормално дека почна својот страв да го манифестират јавно. Почна прво со влијанието кај самите судови, за воопшто да не се прифатат мерките што ги предлага специјалното јавно обвинителство. Мене и тоа не ме изненадува во крајна линија. Тоа е еден чекор кој што апсолутистичката власт го прифаќа и сегде во сите држави мора нападот е добра одбрана. Меѓутоа, уште повеќе сега мене ме пак друго загрижува, што специјалното јавно обвинителство веќе како еве еден период од покренувањето на тие истражни дејствија, предпоставувам дека другите заменици обвинители во тоа обвинителство веќе ги работат предметите, веќе има сработено предмети. И мислам дека апсолутно не треба да се чека. Треба специјалното јавно обвинителство перманентно да излегува со обвинението и со обвиненијата за ова кај што може да ги обликува, а за другите за сите овие сомнежи за предистражни и истражни дејствија. Уште повеќе што еве судството е само по себе си се наметнува после изборниот криминал, барам така одеше и во објавувањето на бомбите, после изборниот криминал беше нездравите состојби и сите малверзации во сферата на судството. И токму сега, не знам што се чека,
во јавното обвинителство, тоа мора одмah да се процесуира и одмah да се излезе, за да може да не мисли актуелната власт дека еве се испуца јавното обвинителство во еден жалет и дека сега се исплаши и ќе чека. Напротив, тоа треба да продолжи. Па ние првите звезди на кршителите на поредокот во Уставот се уште се заштитени. Се уште не се јавило ни специјалното јавно обвинителство. А јавноста очекува дали тоа е поранешниот премиер, дали тоа се службата која што ја водеше за државна безбедност, дали тоа се тоа што е многу посериозен криминал од криминалот што значи изборно законодавство. Воопшто не ќам да го потценам изборните манипулации, изборниот криминал. Оти тие со оглед на времето кога се случуваат се приоритетни сигурно. И тие бидејќи сега треба да почнат изборните действија. И каде што истите овие отварачи на вреќите, пластични или како се изразуваат таму, истите овие сега ќе сакат да ги затварат или пак да ги преместуваат. Така да ова е сериозна работа. Сето е толку сериозно да ја не знам колку може да се разбере, имајќи во предвид сега и тука и позицијата на судството. Ние чекаме, меѓутоа, иако верувам дека во судството има оддани, честни судии, меѓутоа, таа нивна одданост, таа нивна честност некако треба да дојде до израз. А у израз може да дојде само преку конечно, конкретно пресудување. Ние ова засега, барам во истрагата, во овие сфери на кривичниот суд, тоа не го гледаме. Дали е тоа угушено од председател на суд, дали е тоа угушено од некакво влијание, дали пак воопшто нема влијание, па самите мислат дека треба да се повинат на шефот што мисли. Во интерес на времето, само уште едно последно прашање кое што се наметнува од ова што претходно ве прашав. Дали специјалното јавно обвинителство ќе биде ставено во рацете на Уставниот суд, имајќи во предвид дека беше поднесена иницијатива од адвокатот Свети Николе за оценување на уставноста на законот за формирање на специјално јавно обвинителство, беше повлечена, но потоа имаше уште една последователна иницијатива од председателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров. Значи, ќе бидеме ли во ваква ситуација ставени? Па сосема на место е сомнежот и укажувањето, со оглед на тоа што првата иницијатива, со оглед на времето кога се случуваше и со оглед на тоа што проработи совеста кај подносителот на иницијативата, па ја повлече. Меѓутоа, одма не се чекаше воопшто за подолго време, одма следуваше поднесување на друга иницијатива. Таа друга иницијатива е неколку еден период стои во ФИОКа. Или во ФИОКа, или стои. Во Уставниот суд, кога би имало ред и поредок, кога би имало борба за поредокот, сигурно дека таа иницијатива треба во почетокот одма да се отварли. Или таа иницијатива воопшто не треба да се извади на разгледување. Оти спротивното што би било? Спротивното би било да се стави на дневен ред, да се укине таа институција, укинувањето на таа институција значи укинување на државата. Значи укинување на сето ова што до сега беше напор и уште повеќе ќе значи капак на сите наши желби за излегување од некаква криза. Професоре, сосема сме на крај истото прашање. Интерес на граѓаните на Република Македонија е успешно да се процесуираат сите овие кривични дела. Имајќи го тоа во вид, очекувам, имајќи ја во вид и големата поддршка на меѓународната заедница. Меѓународната заедница сака од Република Македонија да направи земја која што со својот правен систем, економски систем ќе биде компатибилна со затоа што сакаме да биде членка на Европската унија со европските економски и правни системи. И верувам дека владачката гарнитура ќе нема храброст да го употреби Уставниот суд во насока на поништување и укинување на законот за специјално јавно обвинителство, затоа што директно ќе се судри со барањата на меѓународната заедница. Ви благодарам многу. Ова е широка тема, верувам уште многу емисии ќе имаме за да разговараме. Благодарам што бевте наши вечерашни гости.
И на вас ви благодариме. Почитувани вам ви благодарам што и вие бевте со ова издание на 24 анализа. Останете со програмите на 24 вести.